Почитувани, поминаа 2 дена од скандалозното сознание дека постизборниот извештај на Цивил Центар за слобода е изготвуван во германската амбасада. Како што е познато, Цивил Центар за слобода во кампањата за изборите на 11 декември објави повик за пријавување на изборни нерегуларности. Согласно овој повик, Народно движење за Македонија пријави 4 суштествени неправилности кои ги прават изборите ништовни. Прво, ДИК потврди незаконски и неправилни кандидатски листи на дури 12 партии кои учествуваа на изборите. Второ, ДИК потврди кандидатски листи поднесени од неовластени подносители. Трето, ДИК потврди листи составени на јазик и писмо противни на изборниот законник. И четврто, ДИК отстрани учесник на изборите, Народно движење за Македонија, поради политиката и политички сценарија. Што е најинтересно? Овие изборни неправилности, поднесени од Народно движење за Македонија, влегле во првичниот нацрт извештај кој го изготвувале авторите на Цивил Центар за слобода. Меѓутоа, од за јавноста непознати причини, извештајот на Цивил, пред да биде објавен, бил испратен на преглед и своевидна рецензија во германската амбасада во Скопје. Поточно, извештајот е разгледуван во разузнавачкиот центар на германската разузнавачка служба, која е лоцирана во германската амбасада во Скопје. За неупатените да кажеме дека сите позначени земји во нивните амбасади имаат разузнавачки центри, чии агенти се камуфлирани во најразлична форма: културни, трговски, политички секретари во амбасадата и слично, со цел да бидат заштитени со дипломатски имунитет од кривичен прогон доколку бидат откриени дека прибираат разузнавачки податоци. Како и да е, во постизборниот извештај, изготвен во германската амбасада, биле избришани изборните неправилности кои ги пријави Народно движење за Македонија, од причина што овие изборни неправилности не биле во согласност со ориентацијата на германската амбасада и нивното фаворизирање на одредени политички опции во земјата. Ова само по себе е скандалозно. Странска амбасада директно се меша во внатрешните политички процеси, што е спротивни со Виенската конвенција за дипломатските односи. Почитувани присутни, изборите на 11 декември завршија. За Народно движење за Македонија и македонскиот народ е скандалозен податокот дека германски разузнавачи го пишували извештајот на Цивил Центар за слобода, за која наивно сме верувале дека како најголема и највлијателна домашна наблюдувачка организација на изборите на 11 декември непристрасно ќе известуваат за изборите. Пред 2 дена Цивил објави финален извештај од наблюдувањето на изборите на 11 декември, насловен бомбастично како шокантни 200 страници во кои биле нотирани 640 изборни нерегуларности на 200 страници. Меѓутоа, за Народно движење за Македонија и македонскиот народ, шокантен е податокот што извештајот е резултат на политички калкулации на агентите на БНД во германската амбасада. Ваквиот понижувачки однос кон државата и народот со глумење на наводот граѓански активизам е недозволив. По разбивањето на двопартизмот на ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ на наредните избори, Народно движење за Македонија како одговорна власт ќе работи не за странците, туку во интерес на македонските граѓани. Ви благодарам.